Благодарам, председателе. Навистина жалам што владата не покажува никаков капацитет за да прифати еден многу корисен амандман за граѓаните на целиот дел на Западна Македонија, посебно за граѓаните на општина Прилеп. Како што кажав, се работи за амандман со кој се бараат средства во висина од 122 милиони денари за изградба на обиколница од патот Градско Прилеп за Македонски Брод во делот на Плетвар и со тоа што би се избегнало влегувањето на тешки товарни возила во градот Прилеп. Почитуван заменик министер, навистина изразувам жалење што како власт, како влада не покажавте големина за да прифатите отпочнување на еден ваков капитален проект, но од друга страна, гледајќи ги секојдневните изјави на вашиот премиер, навистина ми е повеќе од јасно дека овде оваа влада граѓаните нема што повеќе да очекуваат, нема работа, нема реализација на проекти на оваа неспособна власт, а тоа го кажа и самиот премиер на едно новинарско прашање како понатаму ќе функционирате и како понатаму ќе работите. Очајно се одговорот беше и тоа суфлерски од председателот на ДУИ Али Ахмети, како и досега. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, како и досега владење нема да помине повеќе и не поминува кај граѓаните на Република Македонија. Тоа како и досега во превод значи ништо. Луѓето му ветувавте неколку изборни циклуси реализирање на ваквите проекти, а не реализирате ништо. Што значи во превод дека ги лажевте. На луѓето му е дојдено преку глава од вашето лажење, очекуваа дека во овие години, 5 години додека сте на власт, ќе ги реализирате проектите кои сте ги ветиле, ќе му овозможите подобар живот, подобри услови за живење. Вие тоа ниту планирате, ниту сакате, ниту можете и гледам дека нема да го направите. Патната инфраструктура представува клуч за економскиот развој и привлекување на економски инвеститори. Тоа вие сигурно повеќе го знаете од мене, но гледам дека не покажувате никаква желба за тоа да се оствари. Дека е тоа така, не го кажува тоа само пратениците на ВМРО, ДПМН и опозиција, туку ви го кажуваат и еминентни професори, стручнаци, експерти во економијата и еден нобеловец кој беше пред некое време во Република Македонија на посета и ви кажа конкретно, гласно и јасно: патиштата ви се многу лоши, да ги поправите, да ги направите одма. Почитуваниот нобеловец Пол Кругман изјави дека клучот за економски развој и привлекување на инвеститори е во добрата инфраструктура. И во оваа светска глобална криза се предвидува дека инвеститорите ќе ги селат фабриките, инвестициите на Балканот и онаму нормално каде трошоците се пониски. Затоа треба да сме подготвени како држава за привлекување на овие можни странски инвестиции. Па еве сега сите јас, почитувани колеги, ќе ве запрашам да слушне и македонската јавност со кои тоа инвестиции во патната инфраструктура досега што ги реализиравте, ние ќе направиме некаков исчекор во привлекувањето на странски инвестиции. Дали можеби со патот Прилеп Градско, кој го зачекавте започнат, еве ден денеска, иако за волја на вистината нешто се работи на терен, ни од блиску дека овој пат ќе биде забрзо завршен. Дали ќе се пофалите со патот од Кичево за Охрид, кој комплетно го закочивте, или со оваа делница од Катланово до Петровец, кој секој ден го поминувам и ми боди очи дека 2 години закочен, таму нема ниту машини, ниту работници, ништо, и еве прашувам
кога и таа делница ќе биде завршена и како и сите други делници кои ги начекавте започнати од времето на ВМРО ДПМН или нешто можеби сте започнале, но сега во овој момент е се закочено. Со што, колеги, ќе привлечете странски инвестиции. Зборувате за некаков развоен буџет. Каков развој, какви црни камења? Според програмите на Министерството за транспорт и врски, во предлог ребалансот на буџетот на Република Македонија 2022 година, најголемо намалување е планирано во делот за сообраќај и комуникации, и тоа за 37% во износ од 2 милиарди 756 милиони денари, каде за подпрограма инвестиции во патна инфраструктура намалувањето изнесува 2 милиарди 254 милиони денари. И дали со намалувањето на овие капитални инвестиции, каде што ни кажувавте и ни државте предавања кога го носевме буџетот, дека ова ќе биде историски најдобра година за реализацијата на капитални инвестиции и дека воопшто немате непродуктивни трошења во тој буџет за 2022 година, може би и ви поверував и ќе ви поверував, но кога го презентираше или го најавуваше овој ребаланс, премиерот излезе со изјава дека ќе скратиме 100 милиони евра за непродуктивни трошоци. Па еве уште едно прашање ќе ви поставам. Ако тогаш кога го браневте ребалансот на буџетот, не држевте овде предавања дека нема непродуктивни трошоци, од каде излегоја овие 100 милиони евра за непродуктивни трошоци што ќе ги скратите? Со ребалансов на буџетов, почитување на јавност, настрадуваат 100 милиони евра за капитални проекти или 6 милиарди денари. За 5 месеци до крајот на месец мај биле реализирани, внимавајте, само 125 милиони евра или 20,5%. Па се поставува прашањето, како за 5 месеци и 20 дена ќе успеете да потрошите уште 408,9 милиони евра, за да го реализирате она што сте го ветиле. Ниту ќе го реализирате, ниту сте планирале да го реализирате, ќе ви го кажам она што ви го кажав и тогаш кога зборувавме за приносењето на буџетот. Бидејќи при секое носење на буџет, при секое ваше ветување, си кажувате листа на новогодишни желби. Да не речам лажете. Но секогаш на крај треба да се излезе со податок колку од тие најавени проекти сте ги реализирале. Па еве, до заклучок со месец мај сте реализирале само 20% од вашите ветени капитални инвестиции. И сега, кога ова го слушам, дека не можете да одобрите едни 2 милиони евра за ваков капитален проект, навистина се чудам, а од друга страна ни ветувате развој. Па ќе прашам, кога државата не планира да издвои 2 милиони евра за ваков проект со кој би го олеснил во многу функционирањето и би донесол и нови инвестиции во делот на Македонски брод, Битола, Кичево, како имавте пари во минатата година 3 милиони евра од нигде никаде одобривте за некакви си картички за српските туристи кои би транзитирале низ Македонија. Ни картички видовме, ни српски туристи се пофрма, парите се потрошија, влегоја во приватни джебови, никој ни лук јал, ни лук мирисал. Пари за граѓаните на Република Македонија за подобро функционирање, за подобар економски развој нема. За се друго има. И затоа ќе се вратам на она прашање од новинарот до премиерот на Република Македонија, како ќе функционирате од сега па натаму. Јас ќе кажам не како до сега, туку никако. Никако нема да функционирате, бидејќи повеќе од потребно е и на граѓаните тоа му е јасно, и со присуство на големиот протест на ВМРО ДПМН тоа го покажаја,
Повеќе од потребни се нови предвремени парламентарни избори, да си ги одмериме силите и да излеземе таму пред граѓаните и со резултати, и со предлози, но и со споредување кој што и како се работил. Ви благодарам.